Пендаровски призна, референдумот не успеал бидејќи не беше постигнат определениот цензус. За разлика од премиерот Заев и министрите во владата кои по секоја цена докажуваа дека референдумот бил успешен, националниот координатор за НАТО јавно призна дека тоа едноставно не е така. Во интервју за Ал Джазира Пендаровски се обидуваше да појасни дека власти и опозицијата започнуваат преговори за промена на уставот врз база на тоа што огромно мнозинство од граѓаните гласале за поддршка на Преспанскиот договор, но водителката од Лондон го соочи со очигледните факти, пошто тој ја потврди реалната состојба дека цензус немало и референдумот едноставно не успеал, иако постоеле правни интерпретации на неговата партија кои велат поинаку. So, having in mind the results of today's referendum, when 92% of the people, approximately 92% of the people have voted yes for accepting the agreement with Greece and with that precondition for entering the alliance in the European Union later on, that means that from Monday on we will enter the negotiations with the main oppositional party to have the constitutional changes. Yeah, but sorry to interrupt you. If they agree on that, then with but the you're saying that the majority have voted for, but actually the Macedonia Election Commission chief says the referendum fails to hit the turnout threshold. It is clear that the decision has not been made to change the name. So you can't say that you've... That is the one component. Yes, you're correct. That's correct, but that's only one component of the whole thing. Then this is the legal threshold for passing the referendum. Од друга страна, грчката пропагандна машинерија воопшто не се обидува да го негира фактот дека референдумот за името не успеал, туку на тамошните граѓани им нуди објаснувања како тоа се случило. Влијателниот Катимерини вели дека резултатот од референдумот е пред се пораз за Западот кој ги повторува истите грешки како за кампањата да за време на референдумот во Грција во 2015 година за програмата за спас на земјата. Коментаторот вели дека исто како и тогаш во Грција на големите имиња како Меркел или Матис кои во знак на поддршка на референдумот го посетија Скопје, противниците на договорот одговорија со тивка мобилизација на социјалните медиуми и сликовито објаснува дека како што често излегува во последните години, движењето на отпорот успеа да ја победи редовната армија. Катимерини дополнува дека премиерот Заев не е особено харизматичен политичар, а поддршката за него е прилично шуплива. Прогнозира дека тој ќе се обиде да ги убеди своите сонародници дека не значи да, но дека ќе биде многу тешко за ова да помине во парламентот на ПРМ без нови избори. Заклучува и дека евентуален колапс на договорот би бил во интерес на грчката влада, бидејќи тогаш ќе биде избегнато сценарио на раскол меѓу Ципрас и неговиот помлад националистички коалициски партнер Панос Каменос.